Најновите истражувања до 3 години не се препорачува воопшто децата да користат технологија. Кај нас сме имале случаи во нашиот центар по 7-8 часови дете изложено на технологија. Значи кога тоа дете има игра, кога тоа дете јаде, кога тоа дете спие, од родителите и нагласуваат моето дете не гледа телефон, ама гледа телевизор. Истата е таа содржина. Дали е тоа невртење на име, дали е немање на социјална насмевка, дали е фокусирање во одреден предмет, дали немањето на символичка игра изостанува, првиот збор, показниот гест. Има една голема лепеза на фактори кои што наидуваат на некаков проблем. Секој родител кој што доаѓа до проблем со своето дете поминува низ исти фази, фаза на шок, фаза на негирање, фаза на помош, па после доаѓа фазата на прифаќање. Кога имаме фазата од родителот на прифаќање, тоа е подобар во самото социјално поле, се снаоѓа и ја прифаќа состојбата на детето и може гласно, јавно да побара помош од било која институција. Свеста веќе се повеќе и повеќе се буди, се повеќе и повеќе се отвараат тимови за рана интервенција, како и приватни, така и државните. Во последните години безпрекорно функционираат, така да мислам дека сме на добар пат во однос на тој дел. Во нашиот центар имаме доста дечиња од предшколска и школска возраст. Најчесто се затекнати проблеми со емоции, со социјално однесување, со фокус, внимание и сите ние активно работиме во тој процес. Многу потешко ни оди бидејќи веќе дечињата се повозрасни, таа пластичност на мозокот е малце поограничена. Добро дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Денеска во студиото имам гостинка која што има навистина една благородна професија, таа е дипломиран дефектолог Стефанија Трајчевска. Добре дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата, че задоволство ми и се надевам дека ќе имаме супер разговор. Ти си дел од еден поширок тим кој што се занимавате токму со оваа професија, но не само со оваа, туку притежно со најмладите генерации, всушност оние и на кои што им е најпотребна вашата помош. Но ајде да почнеме некако од почеток. Знаеме која е улогата на дефектологот, но што точно значи да работиш како дефектолог? Сепак си млада личност која што веднаш по студии се препушташ во целата оваа професија. Уште пред студиите почнав со оваа професија. За време на моите студии работев активно. Уште пред да дипломирам се вработив во Центар за психофизичко здравје, па сега сум дел од тимота како еден од основачите. Во склоп на тимот сме дефектолози, логопеди, односно специјални едукатори, рехабилитатори според нова терминологија, педагози и психолози. Сме една голема бројка на професионалци од оваа област. Работиме со дечиња од најраната возраст, односно од пред годинка. Имаме детенце во моментов кој што има околу 8-9 месеци, а најстарото ни е 64 годишна возрастна личност со афазија. Во тој дел работат логопедите, така да имаме една голема бројка, една голема група на луѓе од најрана возраст, со најразлични состојби, со најразлични симптоми, со стимулација, дневен престој, деца кои што имаат целосно типичен развој, кои што доаѓаат најчесто за подготовка при првачиња или слично. Така да имаме една голема бројка, сите сме вклучени активно. Јас како еден од основачите, како што кажав, веќе долго време работам со оваа проблематика. Најчесто работам со деца од аутистичен спектар на нарушување, како и третирање на раната интервенција и стимулација од различни состојби. Е навистина една благодарна работа, една работа која што нема цена. Ова е работа која што не се очекува од нас да имаме бизнис, да кажам, меѓутоа е нешто кое што не се купува со ниту една валута на овој свет, само треба срце, искрена желба и љубов за работа со сите овие дечиња. Токму така прехумана професија. Еве како се раѓа кај тебе оваа желба да се занимаваш токму со оваа професија? Многу е комплицирано, многу е додека дојдов до нештото, навистина поминав еден макотрпен пат. На почетокот уште во средно образование имаше една институција во Струга која што јас често ја посетував. Од тој момент натака цело време истражував за овие лица, цело време бев окупирана. Јас искрено како човек знам да се окупирам со одредена област, така да тој период ми беше баш оваа група на луѓе. Многу ја истражував и уште при завршувањето на средно образование знаев во која насока се движам. На почетокот беше многу тешко, бидејќи немав поддршка од никој, освен од мајка ми.
Татко ми како некој што цело време ме водеше низ мојот едукативен процес, беше некој кој што се плашеше дека јас ќе бидам успешна во оваа работа, бидејќи сум многу емотивна, многу сум плачлива, многу ги сакам дечињата, одма сум со солзи на мене. Посебно последните години тоа некако се промени, веќе се навикнав и ми беше многу тешко, уште при самото студирање, меѓутоа убаво тргна се. Одлично беше, студиите супер си течеа, јас веќе си почнав да работам. Татко ми тука веќе почна период каде што се повлекува малку. Како што кажав, пред да дипломирам, јас се вработи веќе, татко ми уште тогаш веќе почнуваа првите извинувања како јас сум сега сум веќе добра. И кога решив кога дојде до момент јас да отворам мој центар заедно со Вики, беше стварно многу тешко, бидејќи јас сум од Струга. Тука во Скопје отворивме 2 девојчиња сами, па како ќе биде тоа? Па моите отворено ми кажа, ние сме во Струга, никој не стои позади тебе, отвори во Струга, пробај во Струга. Тука е голем град, ти си од мало место, што ќе биде, како ќе биде. Меѓутоа фала му на Господ со прекрасна верба, со многу работа се испадна како што треба. Ние веќе постоиме 5 години. Работиме, тимот ни почна од 2 девојчиња, јас сум од Струга, Вики од Кичево. Стварно бевме многу, ајде да кажам, изгубени во самиот наш почеток, меѓутоа еве сега е секако што треба, веќе сме 14 луѓе, си растиме, за скоро време ќе имаме уште една локација, прв пат да откриам. Сега сме ориентирани само во аеродром. И тоа е. Прераснав се во еден навистина професионален и соопфатен центар. Да. Интересно споменуваш емоциите, секако дека се неизбежни, особено во вашата професија. Оно што е можеби најважно и најинтересно, кои се почетоците, од кога може да се забележи дека некое дете, еве ќе почнеме од децата, иако споменавте дека работите со повозрастните, дека има некаков проблем и треба веќе да посети еден центар како што сте вие. Така, јас секаде јавно апелирам до секој родител, млад родител или некој што веќе треба да биде родител, мора да биде во корелација со развојните фази на своето дете, односно да знае во која фаза што се очекува од детето и што треба да прави и доколку не го прави тоа, како да го стимулира, односно да се обрати на стручна помош. Ние сме тие кои што правиме на развојна проценка и на развоен профил на детенцето и после тоа насочуваме дали треба да се работи со терапевт, односно со дефектолог или логопед, или треба да се стимулира само во домашни услови. Значи, родителот, како што кажав, уште од најрана возраст може да ги забележи фазите на детенцето. Дали е тоа невртење на име, дали е немање на социјална насмевка, дали е фокусирање во одреден предмет, дали немањето на символичка игра изостанува, првиот збор, показниот гест. Има една голема лепеза на фактори кои што наидуваат на некаков проблем, наговестуваат. Меѓутоа, родителот и најмал симптом да забележи, најдобро е да се консултира уште од најрана возраст. Нема точна возраст, не постои веќе таа стигма дека до 3 години не треба да се посетува логопед и дефектолог. Дете на 3 години веќе треба да има фраза од 3-4 збора, односно веќе да комуницира, за да дојдеме до таа фраза, веќе детето треба да има набилдано фонд на зборови, така да не постои време кое што би требало да се упадат, меѓутоа кога и да го забележат најраниот симптом кој што нешто наговестува, веднаш да побараат стручна помош, дали е тоа консултација телефонска, дали ќе се видиме, дали треба да направиме развојна проценка, ние сме тие кои што одлучуваат, родителите само треба да не побараат. Тука во Скопје, се извинувам, морам да кажам дека малце пристапот е поотворен, родителите се повеќе отворени, посебно после COVID-19 кризата. Родителите се повеќе се јавуваат, се повеќе се отворени, се повеќе веруваат во ова нешто, се повеќе се уплашени, за разлика од малите градови каде што се уште постои стигмата, се уште се крија дечињата, се уште постојат некои стигми во овај дел, меѓутоа и таму веќе се буди полека свеста, меѓутоа како што кажав, тука во Скопје е многу поголема будноста на родителите, многу повеќе се уплашени, посебно тој аутистичен спектар како најглавен во последните неколку години често се плашат од него, па се јавуваат и за најмали симптоми. Има некои родители кои што доста прикјутуваат, во таа насока сакав да биде моето подпрашање, бидејќи зборуваш за стигмите, зборуваш за помалите места каде што
Веројатно се уште на традиционалното важи, па срамот се јавува кај самите родители. Велиш и најмалите симптоми се симптоми поради кои што треба да се дојде и да се посети еден центар, да се разговара со стручно лице, но често знаеме дека тука и поради срам, можеби, или пак несакањето да се прифати самата состојба, родителите не превземаат навремено нешто. Колку може да биде тоа проблем? Колку тоа треба да им значи во смисла дека сепак може да му помогнат на своето дете, доколку го препознат и доколку си го признаат како проблем, ако воопшто може да се каже проблем, бидејќи за се има нели понатаму и решение на некој начин. Јас и мојот тим можеби сме едни од првите, не вари првиот центар кој што промовира рана интервенција. Сега во последните неколку години од како се отвори тимота, се повеќе постаат тимови за рана интервенција, се повеќе се буди свеста за таа рана интервенција. Раната интервенција, како што кажав, може да започне уште пред третата година, односно кога е најголема пластичноста на мозокот, каде што се добиваат најмногу информации, детето најмногу учи. Ние во Македонија за жал имаме доста дечиња кои што не се дијагностицирани уште на покасна возраст. Може би се почнало да се работи, да се стимулира развод, меѓутоа се уште не се дојдени до клучни дијагнози, што не е добро тоа. Меѓутоа, како што кажавме, свеста веќе се повеќе и повеќе се буди, се повеќе и повеќе се отвараат тимови за рана интервенција, како и приватни, така и државните во последните години безпрекорно функционираат, така да мислам дека сме на добар пат во однос на тој дел. Тука би сакала и да го отвориме на прашање колку се обрнува внимание на сето ова и вака малку во подоцнежните години, односно нели зборувавме досега за најраната возраст до 3 години доколку се забележи нешто, но што понатаму кога децата веќе тргнуваат во градинка, во предучилишна, нели, па потоа во основно и така натаму, колку навистина се работи со нив во самите образовни институции да им се даде таа конкретна помош. Сега во склоп на образованието кај нас имаме систем на целосна инклузија. Значи дечињата се со образовни и лични асистенти во склоп на редовните училишта кои што добиваат помош од страна на асистентите, меѓутоа ние еве конкретно во нашиот центар имаме доста дечиња од предшколска и школска возраст. Најчесто се затекнати проблеми со емоции, со социјално однесување, со фокус, внимание и сите ние активно работиме во тој процес. Многу потешко ни оди бидејќи веќе дечињата се повозрасни, таа пластичност на мозокот е малце поограничена, како што кажав, за разлика од раната интервенција, меѓутоа доста се работи и нема крај на процесот. Константно треба работа, константно треба помош, константно треба работа во домашни услови, како и во ние како приватни центри кои што работиме, така и во училиштата. Веќе тимовите во училиштата во последните години се повеќе се едуцираат со обзир на овој закон што се донесе во однос на инклузија и во однос на сите тие состојби кои што доаѓаат во склоп на училиштата, како што се аутистичен спектар, дислексија, дисграфија и разно други пропратни состојби. Така да, како што кажав, мислам дека сме на добар пат, меѓутоа ни треба уште работа, уште едукација, константно едуцирање, бидејќи се менуваат работите и бројките на деца се повеќе се зголемуваат, за жал. Да, интересни се токму оние работи кои што веќе ги слушаме и ги гледаме во пракса, тоа е токму оној судир, можеби помеѓу нешто што останало од минатото од аспект на начини и методи на едукација од страна на образовните, нели, на професорите, на наставниците и така натаму, и од друга страна сите овие нови методи во кои што треба да ги препознаваме брзо сите симптоми и така натаму, па често дечињата знаат да дојдат во еден таков проблем уште во основно. Па колку еве самите наставници и родители треба да се погрижат и да се посветат во овој дел, особено имајќи во предвид дека живееме во една дигитална ера во која што децата неизбежно е да растат со новите технологии, а токму тоа е и изворот, како што велат и самите наставници, поради кои што децата, сето она што вие го набројавте, губат фокус, немаат концентрација, немаат нормален и чист говор и така натаму. Уште пак морам да се навратам од раната интервенција. Може би некако да го искомплицирав, да, целото прашање можеш слободно да го поделиш во два дела, но
Така, морам да се вратам во раната интервенција, бидејќи според најновите истражувања до 3 години не се препорачува воопшто децата да користат технологија. Кај нас сме имале случаеви во нашиот центар по 7-8 часови дете изложено на технологија, значи кога тоа дете има игра, кога тоа дете јаде, кога тоа дете спие, и ако користи 7 до 8 сати пред телефон или телевизор, без разлика која технологија, паметна технологија, многу од родителите ни нагласуваат: моето дете не гледа телефон, ама гледа телевизор. Истата е таа содржина, само што малце на поголем екран ја гледа. Така да ние уште од раната интервенција препорачуваме целосно кратење на технологијата. Меѓутоа, кога доаѓа во таа школска возраст, малце е поспецифично. Тука повеќе работат психолозите и педагозите во нашиот центар на тој дел, бидејќи неизбежно е да им се скрати таа технологија. Меѓутоа, многу е важно родителите да обрнат внимание каква содржина гледаат. Содржините кои излегуваат на TikTok во последните неколку години се страшни, да кажам, посебно за таа возраст која што ја гледаат дечињата 7-8 години, кога најмногу впиваат и најмногу треба да се развиваат, и тука почнува нивната едукација, односно прво, второ оделенија, така да мора да се обрне внимание каква е содржината која што ја гледат, која што ја следат, а за тоа најмногу се задолжени родителите. Сега тука наидуваме малце на проблем, секој на секој ја префрла вината, дефектологот на наставникот на родителот. Да. Мултидисциплинарно треба тука да работиме, да гледаме што треба да му се помогне на детенцето за подобро снаоѓање во самото социјално поле, како тоа треба да напредува во текот на својот живот, а не да се префрла вината од еден на друг, бидејќи никој тука нема победник. Се е тоа на штета на детенцето. Да, затоа и реков, се почесто слушаме, децата немаат фокус, децата немаат интерес за учење, за читање и така натаму. Ова колку може да се помогне, да се подобри, доколку се соработува со стручни лица како во однос на фокусот и на вниманието. Јас знаете што можам да забележам: деца кои што доаѓале на рана интервенција сега се веќе првачиња. Се едни од помирните и повнимателните деца кои што ја следат наставата, затоа што тие се веќе работени деца кои што задоволителен фокус остваруваат на нивна возраст, за разлика од оние дечиња кои што немале некои развојни задоцнувања, кои што си растеле најнормално, имаат проблем со фокусот и вниманието, односно веќе не може да ја следат наставата, фокусот, без трпение се, за разлика од овие дечиња кои што веќе се го фатиле редот. Јас да кажам, затоа апелирам до сите родители, не мора да значи дека детето треба да има проблем за да се упатат кај нас, за да работиме на таа стимулација, на тој фокус, значи не мора да значи дека детето треба да има некаков проблем за да дојде кај нас. Било што да заприметиме, ние стимулираме и работиме на истото. Меѓутоа, навистина тоа го слушам и од родители кои што доаѓале во нашиот центар, можеби задоцнуваат во оние фази на когнитивен развој, да кажеме, потешко ги учат некои работи, меѓутоа во однос на фокусот на вниманието, многу од дечињата кои што работеле многу пред прво оделение од уште најрана возраст со нас, дефектолозите и логопедите, навистина имаат задоволителен фокус. Колку сме во чекор со времето, еве земајќи ги како позитивни примери, можеби најдобрите искуства од други европски земји, колку сме подготвени како општество, веќе неколку години кај нас имаме инклузивен образовен процес, но колку навистина во пракса ги дава вистинските резултати и каде треба можеби да се подобриме. Гледајќи кроз призмата на она што вие го работите, нели? Прво мора да нагласиме дека кога се носат било какви закони, било какви решенија за овие деца, треба да бидеме исклучително внимателни. Ова е работа каде што нема играње, е работа каде што бара многу внимание, многу истрајност и многу детално прегледување на секоја работа. Доколку донесеме било каков закон или решение кој што го засега овие дечиња, ова група на луѓе, мора првично да обезбедиме услови за да донесеме било каков закон. Кај нас првично се донесе законот, па после тоа се обезбедува на некој начин услови. За жал. Меѓутоа, сега во последните неколку години горе долу сме на некое
задоволително ниво, меѓутоа уште ни треба работа, уште ни треба едукација, уште ни треба јавна свест и многу едукација за сите кои што работат во училиштата. Јас како едукатор сум отворена и секое детенце што ми е во школска возраст, дали е тоа дислексија, дисграфија, емоционални проблеми, социјални проблеми, задолжително барам да стапам во контакт со наставникот, со некој од службата, бидејќи ми е многу важно тој мултидисциплинарен пристап. Не го гледам како јас сум приватна установа, вие сте државна, напротив, ние сме луѓе кои што работиме со ранливи категории и мора да си помагаме и да бараме меѓусебна помош и поддршка. Некое позитивно искуство кое што досега се покажало како со доста добри резултати, кое што можеби треба да се допримени во нашиот систем, токму од аспект на ова што сега го зборувавте? На соработката помеѓу вас како стручни тимови, самите образовни институции и така натаму. Мислите во однос на раната интервенција на родителите како Во однос, да, и на целокупниот пристап кон веќе кога имаме дете кое што е вклучено во целиот тој процес, а има некои посебни потреби. Видете, многу е важно родителите првично да се свесни, како што кажавме уште на почетокот. Секој родител кој што доаѓа до проблем со своето дете поминува низ исти фази, фаза на шок, фаза на негирање, фаза на помош, па после доаѓа фазата на прифаќање. Кога имаме фазата од родителот на прифаќање, е многу полесно, односно тоа е подобар во самото социјално поле, подобро се снаоѓа и ја прифаќа состојбата на детето и може гласно, јавно да побара помош од било која институција. Ние имаме доста успешни приказни кои што работеле, првично родителите работеле заедно со нас, па после тоа дошло до училиштата и сето тоа има еден убав исход. Меѓутоа во однос како држава да кажам, ако ме прашувавте на тоа, како ние сме подобри, според последните неколку години за почетокот на кога го донесовме овој закон, многу беше тешко, посебно ние како институција имавме многу проблеми со дечињата, меѓутоа како што кажав, последните неколку години тоа е навистина подобрено. Веќе 5 години работи вашиот центар, која можеби е најемотивната или приказна со која што од друга страна би се пофалиле и се чувствувате најгорди дека сте успеале? Вака прво да напоменам, секој родител, јас ја правам едно истражување, секој родител кој што ќе дојде кај нас на проценка или на консултација, првично нешто што прашува е кога моето дете ќе биде добро или кога може да се видат првите резултати. Секој терапевт што ќе му каже на родителот дека детето ќе биде добро за толку и толку време, за толку и толку месеци, недели, денови, ева потврдувам, веќе ова повтор пат го кажувам јавно, дека би го излажале тој родител, затоа што секое дете е индивидуално, секое дете различно се развива, различно цвета, различно живее. Така да многу е важно родителот да забележи дека своето дете не му тапка во место, односно дека не е на првобитната состојба во која што почнало. Секој ден се очекува секој ден, дали ќе биде тоа на неделно ниво, дали на дневно, дали на часовно, да забележи било каков напредок, ние сме како терапевти, како родители или заедно со своето детенце на добар пат. Тимот има многу успешни приказни, многу од нашите родители јавно излегоа да зборуваат во однос на таа рана интервенција, какви дошле нивните дечиња во нашиот центар и како сне ги испратиле. Имаме една врата во тимот, се вика звездите на тимота и таа е полна со звездички. Секое дете кое што заминало од нашиот тим добива звездичка на таа врата како една успешна приказна. Многу од родителите се задоволни. Знаете, во секоја работа има и задоволни и незадоволни родители. Има родители кои што ќе кажат прекрасни работи, има родители баш од оној тип што го кажав на почетокот ни ја префрлаат вината, меѓутоа сите тие ба сега правевме една анкета што ќе кажете за тимота, ја има и на Инстаграм и на Фејсбук. Има прекрасни зборови за целиот тим и како што кажав, кога се работи мултидисциплинарно и родителот кога е активно вклучен во самиот процес и ги следи сите насоки, процесот е навистина неизбежен со добар исход. Токму едно што одлика на вашата професија, вие во се гледате можности, не недостатоци, па може ли за крај една конкретна порака до сите родители, но јас тука на исто ниво и рамниште би ги ставила и до сите наставници, сите образовни асистенти и така натаму, сите кои што сме вклучени, кои што сме дел од самото општество,
на што треба да внимаваме, особено во ова најново време кое што ни се случува, нели, бомбардирани од сите страни со најновата технологија и така натаму, но и стигмите и се останато. Како што кажав, морам да го завршам нашиот разговор и со тоа што го почнав, дека родителите мора да бидат во корелација со развојот на детето. Сите ние кои што работиме со оваа проблематика да не гледаме конкуренција меѓусебно, туку да гледаме меѓусебна помош и поддршка, затоа што работиме со една ранлива категорија, со една категорија која што треба истрајност, треба љубов, треба желба, затоа што децата знаат, чувствуваат кој колку може, кој колку знае и кој колку ќе им помогне. Меѓусебниот контакт родителот, терапевтот и детенцето ни е многу важен, детето да верува во самиот процес и родителот да верува, родителот да има позитивен став во процесот, да не се срами од своето дете, туку да пристапува да превенира и да работи со своето дете, а ние сите како тимови и училиштата да комуницираме меѓусебно, бидејќи доколку сме, како да кажам, себични на некој начин и секој ја гледа својата работа и не го патува родителот и детето во соодветни институции каде што може да му се помогне, тоа е на терет на детенцето, затоа мултидисциплинарноста во оваа работа е многу важна, како што кажав, и ние сме луѓе кои што работат со ранлива категорија и категорија која што нема играње, да кажам. Меѓутоа, цената која што доаѓа на крајот на денот е нешто, и молитвите кои што доаѓаат од родителите и благодарноста е нешто што не се купува со ниту едни пари на овој свет. И успешните приказни кои што на крај нели завршуваат Апсолутно. со голем успех и напредок на голема радост за сите. Стефанија Трајчевска, ти благодарам за гостувањето во овој подкаст. Ви благодарам и вам. И ви посакувам успешна работа и уште многу успешни приказни. Ви благодарам. Благодарам што не следевте. Довидување.